Со пожарите во земјава најкритично е се уште во Македонски Брод кај селото Требовље, каде огнената стихија дивее веќе 2 недели. Пожарот се проширил кон Брвеница и Гостивар во делот на селото Корита. Во југозападниот регион се уште активен пожарот кај селото Лутоец. Во општина Крушево е активен пожарот во атарот на селото Подвис кон селото Локвени. Активен е и пожарот во селото Железна река кај местото Крушевица. Во Повардарискиот регион активен е пожарот на падините на Горна Јакупица. Обновен е и пожарот што избувнал вчера попладне во близина на селото Богомила, 5 километри во местото Црвен дол, а шумски пожар има од синоќа и во атарот на село Дреново. Со него се загрозени и викенд куќи. Се интервенира во атарот на скопското село Студеничани, на Жеден во околината на Тетово, Македонски Брод, Крушево во близина на битолските села Алданци и Норово. Гори и сува трева во Полошкиот регион во близина на селото Корита. Вчера во 13 часот и 15 минути во атарот на селото Девич, Македонски Брод, избувнал шумски пожар, кој поради ветерот се ширел во правец на селото Грешници и село Требино. Во пожарот биле зафатени дрвени бандери од далеководот од село Девич према село Грешница. Известен бил диспечерскиот центар од Евана Скопје, исто така зафатена била површина од околу 2 хектари во која горела смрека, сува трева и високостеблеста дабова шума. Од страна на екипи од територијалната противпожарна единица Македонски Брод, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Јавното предпријатие Македонски шуми и Шумското стопанство Сандански од Македонски Брод се преземаат мерки за гаснење на пожарот. Вчера во 14 часот и 50 минути од полициската станица во Сарај било пријавено дека на патот од село Буковик према село Раовик избувнал пожар. Од пожарот зафатена била шума и истиот брзо се ширел кон куќите во село Раовик. На местото на настанот екипи од полициското оделение Сарај и бригадата за противпожарна заштита Скопје презеле мерки за гаснење на пожарот, а известен бил и Центарот за управување со кризи. Исто така во 15 часот и 55 минути вчера во СВР Штип било пријавено дека во 5 часот и 30 минути на селото Теранци, Кочанско и селото Видовиште, место викано Трнавица, избувнал пожар. Од пожарот зафатена била нискостеблеста шума и истиот се ширел кон планината Плачковица. Екипи од територијалната противпожарна единица Кочани и Шумското стопанство презеле мерки за гаснење на пожарот. Во 16 часот и 40 минути исто така вчера било пријавено дека пожарот во село Орман Скопско, кој на 1 август годинава бил локализиран, повторно се активирал. На местото на настанот екипи од полициската станица Ѓорче Петров и бригадата за противпожарна заштита Скопје преземаат мерки за гаснење на пожарот, а известен бил и Центарот за управување со кризи. Синоќа во 22 часот и 30 минути во полициската станица Драчево било пријавено дека во атарот на селото Рамни Габер Скопско избувнал пожар кој зафатил високо и ниско стеблеста шума. Пожарот е активен, а екипи на бригадата за противпожарна заштита Скопје преземаат мерки за гаснење на пожарот. Пожарникарите, цивилното население, полицијата и армијата работат на згаснување на пожарите низ земјава, но се спречени од високата температура која наместа ги надминува 40 степени Целзиусови. Оваа температура ќе се задржи до четврток, велат од Управата за хидрометеоролошки работи, а топлинскиот тропски бран ќе достигне 42 степени.